Последни вести денеска, добро вечер. Премиерот Мицкоски во вечерашното само интервју најави дека ќе се случат протести ако членовите на судскиот совет за кои беше изгласана недоверба во собранието не си поднесат оставки. Народ ќе им се случи. Ќе излезе народ на улица и ќе протестира. Народот е гладен и жеден за правда. Механизам нема институционален. Видете, такви се законите. Ние не можеме сега друг тип на закони да цртаме или да пишуваме. Тоа е. За жал така е. И затоа сме тука каде што сме. Затоа тие истите имаат таква доверба. Замислете, вие имате кај граѓаните доверба помала од 2%, 3%, 5%, 8%, небитно, ве разрешуваат и вие не си заминувате. Водите и наед. Ке ми се случи народ. Нема играње со тие работи. Прв ќе бидам, кој што ќе застане да го води народот. Прв ќе биде. Еве, јас ви ветувам дека тоа ќе се случи. И после тоа да нема вака било, така било. Не може преку законски измени тоа да се направи некако? Нели требаше да се донесе нов закон за судскиот совет? Знам дека сте вие од правниот факултет, знаете дека тоа ретроактивно не важи. Да донесеме, не важи. И сега и да донесеме најбрилијантен кривичен законник, тоа што овие го направија со европско знаме, завршена работа. Немам никаква причина како прв човек на владата да биде исто само со нови луѓе, па сега ќе видат тие, нашите луѓе ќе... Ако остане механизмот на изборист, за тоа треба да се донесе новиот закон за судски совет, таму треба да има построи критериуми кој може да биде член на судскиот совет. Факт, да, имаме Тоа е дел од планот за извештај оценската мисија, точно имаме извештај кој што јасно дава насоки како треба да се движат реформите. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција информираше дека го разгледале решението со кое не се прифати предлогот на обвинителството за определување мерка притвор за Асмир Јаховски. И на осомничениот му беше определена мерка куќен притвор и мерка на предпазливост, односно одземање на патната исправа и забрана за издавање нова патна исправа. Незадоволно од ваквата одлука, основното обвинителство во законски утврдениот рок до кривичниот совет поднесе жалба поради суштествена повреда на одредбите од кривичната постапка и побара советот да ги преиспита фактите содржани во жалбата, како и решавачките факти врз основа на кое е донесено обжаленото решение. За случајот со мазутот се огласија од опозицијската СДСМ. Бараат одговори од ВМРО ДПМН зошто немало ефективен притвор за Асмир Јаховски. ВМРО ДПМН е подобро да молчи кога станува збор за Пуцко Петрол и за Ратко Капушевски. Јавноста знае дека тоа е бизнис кој што е изроден во времето кога ВМРО ДПМН и ДУИ беа коалиција. И еве само во последните 9 месеци, СДСМ веќе и соопшти, општините и институции кои што се раководени од ДПМН имаат склучено, ова се тие документи, 170 договори токму со Пуцко Петрол. И за тоа одговор треба да даде ДПМН. Попладнево со соопштение излегоа од Пуцко Петрол. Велат, категорично отфрламе каква било вмешаност во набавката на мазут и достава на истиот до ЕСМ. Никогаш не сме увезувале мазут и доставувале до ЕСМ. Пуцко Петрол не е дел од никаква постапка за мазут која се води за РКМ. Името на нашата компанија непотребно се споменува во целиот случај, представувајќи го Пуцко Петрол како увозник на мазут и добавувач на мазут на ЕСМ, што категорично го демантираме. Нападот врз Пуцко Петрол го сметаме за тенденциозен обид за нарушување на угледот на компанијата и семејството, велат од Пуцко Петрол. Додека Бугарија врши притисок врз Македонија да ја забрза изградбата на железничката линија Софија-Скопје, нашата земја ја одложи модернизацијата на бугарската делница. Ова одлука ја донесе владата на Желјасков, која одобри измени во програмата Транспортна поврзаност 2020-2027, објави бугарски Медиапол. Железничката линија Софија-Скопје е дел од Европскиот транспортен коридор 8, кој што треба да го поврзе Црното со Јадранското море. За нејзино спроведување во меморандумот за разбирање меѓу Бугарија и Македонија од 2017 година беше преземена обврска железничката линија меѓу Софија и Скопје да биде готова во 2027 година.
Владата ќе поддржи договор за минималната плата меѓу работодавачите и работниците, изјави денеска премиерот Мицкоски. Во меѓувреме и поранешниот претседател на ССМ со став околу минималната плата. Маја Стајановска. Во втората половина на март работниците и работодавачите ќе седнат на заедничка маса во рамки на економско-социјалниот совет за да разговараат за минималната плата, најави премиерот Христијан Мицкоски. Тој денеска повтори дека доколку работодавачите и синдикатите се договорат за повисок минималец од законски предвидениот, тие како влада ќе го поддржат, но доколку нема договор, минималецот ќе порасне согласно законското усогласување. Секој договор кој што тие ќе го постигнат, ние како влада ќе го поддржиме. Ако нема поинаков договор помеѓу работниците и работодавачите, таа ќе изнесува според последните информации кои што ги дојдов околу 24.400 денари. Во меѓувреме поранешниот претседател на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митревски со став дека предлог моделот на ССМ за покачување на минималецот со едногодишно субвенционирање на дел од придонесите од државата не бил соодветен, а методологијата била погрешна. Но во актуелниот претседател на ССМ Слободан Трендафилов одговори дека интересите на Митревски биле насочени кон други страни, наместо кон работниците и подобрување на нивните права. Можете да утврдите ви 1000 евра плата, ама работодавачите не можат да исплатат таа плата, тоа што би ги отпуштале работниците. Значи затоа кажувам дека треба да има нов модел на минимална и дека катастрофа направи Сојузот на синдикатите на Македонија и господинот Трендафилов. Тие, како Живко, нека пробаат да живеат со 22.450 или 567 денари или 24.400 денари и нека кажат како изгледа тоа. Митревски изјави дека се уште оставува на ставот, дека Трендафилов бил нелегитимен претседател на ССМ, обвинувајќи дека незаконски отпуштал вработени и создал хаос во синдикатот. Но ова Трендафилов одговори дека смената на Митревски била легитимно потврдена уште во 2017 година со одлука на делегати на Конгресот и членови на Советот на ССМ. Тоа беше се во вечерните вести. Пријатно.